25 минути пред 9 часот. Луѓето од Младинскиот образовен форум се наши гости ова утро. Дона Костуранова и Бабачич Харис, добро утро, добро ни дојдовте. Го погледнавме прилогот, убаво размислуваат помладите, меѓутоа дали се достатно информирани и дали ги почитуваат моментите кои што нели се даваат во јавноста како апел да се престане да се пуши. Во нашата земја, статистички гледано на нештата, има 40% пушачи, што е огромен број. Што значи дека во земја со толку голем број, со толку висок број на пушачи би било потребно и да има добра информираност за штетните последици од пушењето. За жал, ваквите настани, ваквите прилози не се доволно чести за луѓето да бидат реално запознаени со проблемот како таков. Во контекст на ова што го видовме сега пред малку на клипот, се случи еден настан во понеделникот, организиран од Сдруженијето Борка. Настанот беше хепенинг кој што имаше цел борба против ракот на белите дробови и пушењето како главен причинител за истото. Значи тоа е еден од оние ретки настани што се случуваат во нашата земја и ретки моменти кои се посветува вистинско внимание на пушењето како такво, како сите со цел да се искажат сите штетни работи кои што ги носи со себе и сите опасности. Донесовме и пред 3 години еден закон кој што нели не отповикува да престанеме да пушиме на јавни места. Меѓутоа од оно што можевме да го забележиме и оно што го имаме нели како традиција во кафеаните, во кафичите каде што излегуваат млади луѓе, во училиштата или пак на некои други локации, многу помалку се имплементира истиот. Зошто е тоа така? Законот сам по себе е прилично добро направен и има прилично добри поставени стандарди, значи на европско ниво. Само ќе кажем неколку примери чисто за да улови абсурдноста на непочитувањето на законот тука. Според законот 70% од рестораните, просторот во нив би требало да биде наменет за непушачи. 60% од кафулињата исто така би требало да биде наменет за непушачи. Би требало да постои физичка раздалеченост помеѓу одделите за пушачи и непушачи од 4 метри. Локалите помали од 40 метри воопшто не треба да се пуши. А ова не е сликата што ја гледаме кај нас. Значи кај нас не само што постои кршење на законот од страна на собствениците на овие локали и несериозност кон истиот, туку и луѓето кои што доаѓаат во истите не се грижат претирано да го запазат законот. Значи кај нас имаме ниво, имаме можност да градиме култура, непушачка култура. Но она што треба повеќе да се атакува е свеста на луѓето со цел тие да сватат дека овој закон е тука поставен за нивно добро и дека пушењето како навика не е воопшто добро или корисно за човековиот организам. Така да сметам дека непочитувањето на законот се должи чисто поради тоа што свеста кај граѓаните не е доволно разбудена и најверојатно не се многу свесни сите за сериозноста на пушењето. Така, имавме нели интересни прикази од прилогот и нели некои зачудувачки податоци околу активното и пасивното пушење. Вие доаѓате од факултет и од средно училиште. Колку појавата пушење е застапена или пак колку е модерна, атрактивна кај младите луѓе? Какви се информациите од теранот? За жал прилично е застапена насекаде и во средните училишта и факултетите. Иако е строго забрането нели според законот да се пуши на тие јавни места. Младите тоа го разбираат како да се биде од тренд, да се биде модерен. Го разбираат како стилски, шмекерски. Го разбираат како убивање на досада, убивање на стрес, да кажеме депресијата која што најчесто се јавува во тој пубертетско-адолесцентски период. Но не разбираат дека со тој дим, со таа цигара всушност во себе внесуваат преку 2000 отровни субстанции, од кои што како што спомна експертите, 50 се канцерогени. Не разбираат дека внесуваат во себе отрови од типот на кадмиум, од типот на арсен, од типот на јаглерод моноксид, кои што, ако направиме компарација всушност се дел од отров за ставарци, од сликарска боја, од батерии, од најразлични други продукти, од гумен цемент, како што е бензен. И сега, замислите сите тие отрови како ги внесувате со еден дим. За жал, младите и возрастните не се информирани колку всушност цигарите им штетат. И затоа е толку многу. Токму така, не се информирани. Вие доаѓате од невладина организација. Дали сметате дека доволно прават невладините организации да ги информираат и оние кои што се помлади, ги заплашиваме малку со оние информации кои што ги презентиравте вие, значи попластично
кажано што е тоа што се внесува со една цигара, меѓутоа дали невладините организации правилно действуваат на тема? Па самиот податок што беше сега изложен од страна на Харис дека навистина е честа појавата на пушење дури кај младите, ќе го потврдам со уште еден извештај стигнат од Светската здравствена организација што се однесува специфично на Македонија. Така. Од сите пушачи во нашата земја 7 до 8% отпаѓаат на основно училиште се ученици, додека пак 20% од пушачите се средношколци. Тоа е веќе половина. Тоа е технички четвртина од пушачите, нешто повеќе од тоа отпаѓа на млади луѓе. Што е прилично страшна бројка. Значи огромен процент на млади луѓе кои што се активни пушачи. Мислам дека во нашата држава повеќе очигледно дека нема доволно акции, нема доволно кампањи за борба против пушењето. Треба да се поздравуваат сите изјави јавни кои што се даваат, сите брошури што излегуваат, надписи во списание, што ли не, што се не уште, каде што се истакнуваат сериозно последиците од пушењето. Да не остане се тоа само на празни зборови, како е тоа лоша навика, ама знам дека многу често се појавуваат конзервативни теми од типот на треба да се воведе образование, сексуално образование во училиштата. Има невладини организации кои што одат и практикуваат презентации за заштита од сексуално преносливи болести во училиштата, што е за поздрав. Презентации за заштита од трговија со белоробје, што исто така е многу позитивна работа. Но дали некој некогаш забележал да се случуваат вакви презентации за штетните ефекти од пушењето? Значи да, имаме предавања во школските часови или пак како задолжителни за штетните ефекти од другата и слични нешта, но пушењето очигледно не му се дава доволно големо значење. Значи треба да се искористат сите можни прилики да се потенцираат вистинските бројки, вистинските податоци, вистинскиот начин на која болест технички навика, може да се каже и болест, штетна навика го уништува организмот и какви се болести причинува. Работите ли вие нешто на тој план? Еве, нели реков, доваѓате од средно училиште, доваѓате од факултет. Ние доаѓаме од дебатно здружение. Она што ние го правиме, организираме турнири и настани по дебата и да, многу пати се случувало и да дебатираме на темата за пушењето. Но Каков е ставот на младите луѓе во врска со тоа? Кој ќе ги презентирате информациите кои што се поврзани, да кажеме, со штетноста, еве како што вашиот колега тоа го направи? Дебатата само по себе бара афирмативна и негативна страна. Некој тим што ќе застапува и брани темата, некој што ќе напаѓа. Пушењето само по себе како таква тема не би можеле да го земеме. И затоа најчесто дебатираме на потреба за поригорозни закони, поголема јавна промоција на штетни последици и слични работи. Она што е сепак позитивно е што има некои организации кои што се вклучуваат во борбата и сакала да споменам нешто за настанот на Борка. Значи, во Сораvatка, ние како поддржувачи Младински образовен форум се појавивме таму, настанот се одржа во понеделникот на градскиот плоштад и беше неколку часовен настан каде што имаше музика, забава и председаваци. Една од целите на настанот беше да се промовира брошурата на Борка за откажување од пушење во текот на 5 дена. Дневна диета, што се нарекува антипушачка, интересна. И да се промовираат и памфлети каде што е истакнат како пушењето дејства на тоа да се предизвика рак на белите дробови и каква болест е ракот на белите дробови. Трите дебати кои што се случуваа беа организирани од 3 средношколци од Младинскиот образовен форум. Темите на кои тие што дискутираа беше првата од темите. Мислам дека Харис би можел повеќе да каже за тоа бидејќи дебатираше. Што беше актуелно? Првата тема беше всушност запознавање на граѓаните и на младите или на возрастните со поимот пушење. Значи, од медицински аспект, што е пушењето, колку ни штети, што е ракот на белите дробови и од што е предизвикан или од пушењето. Во првата дебата повеќе сакам да истакнеме статистики за да ги информираме граѓаните околу поимот пушење, околу поимот ракот на белите дробови, затоа што сметаме и статистики покажуваат дека граѓаните стварно се неинформирани околу тој поим. Кој што спомнав, кој разбираат како секојдневие. Според една европска статистика, која што се вели дека од 10 пациенти, половина од нив не биле всушност информирани дека тие симптоми кои што ги имаат се всушност симптомите на рак. Или, например, 7 од нив сосема случајно го диагностицирале и воопшто не помислеле дека пушењето може да доведе до ракот на белите дробови.
Интересни дебати кои што нели ги спомнавте и настани кои што се поврзани со светскиот ден на пушењето, ние ќе ги следиме вашите активности. Јас се надевам дека многу повеќе ќе